Веронауката треба да се воведе како редовен предмет од причина што сметам дека учениците не се доволно заинтересирани за вонредни, односно факултативни предмети. Кога предметот е вонреден, би имало поголема заинтересираност и не би било толку пресилено детето да ги посетува тие часови, туку би се одржало еднаш до два пати, максимум 3 пати месечно. Целиот тој процес, за да биде успешен, треба да биде подолг и почесто да се работи, доколку би имало факултативни, односно помал број на часови во месецот, нема да може да се достигне тоа ниво кое би сакале да го имаме како едно здраво општество. Доколку би се вовел како редовен предмет и би имале оценки за тоа, никој навистина не би сакал да се приклучи или да биде толку многу заинтересиран. Уште од првите години на осамостојувањето на Македонија, темата веронаука влезе во дебатите. Црквата инсистира, родителите се двоумат, политичарите калкулираат. Јас сум за воведување на веронауката како предмет уште во основно образование, поради тоа што сметам дека треба да се воведе исто така како редовен предмет, затоа што со тој предмет би можело учениците да бидат научени на некои морални и етнички вредности уште на најмала рана возраст, за потоцна да израснат во некои стабилни личности кои што ќе ги почитуваат не само блиските, туку и сите луѓе. И верувам дека сите треба да знаат што е тоа вера и какви вери постојат, за да можат да имаат добра и позитивна комуникација и интеракција со другите, без при тоа да ги критикуваат и да размислуваат на некој негативен начин. Мислам дека тоа што е најважно околу воведувањето на религијата, односно на веронауката како предмет во основно образование и при тоа редовен, е тоа што, да кажеме, учениците кои што би биле 6-то, 7-то или 8-то оделение без разлика се во тој период кога веќе стануваат тинеџери, кога почнува да се оформува нивниот карактер и при тоа сега е како да кажам познато помеѓу младите тие да одлучуваат да бидат атеисти или пак да веруваат, особено атеизмот е сега така попопуларен. Така што сметам дека е битно да се воведе како редовен предмет, чисто затоа што ќе им објасни на младите нешто повеќе за верите, ќе ги запознае многу подобро, меѓутоа без да им налага дека треба да веруваат во едно нешто, во друго нешто или пак да не веруваат во ништо, туку едноставно ќе им даде можност сами да си донесат одлука за себе, во што сакаат да веруваат понатаму, токму затоа што ова е периодот на развиток и полесно ќе може да им влија овој предмет врз донесувањето на нивната одлука. Јас сметам дека исто така треба да се воведе во основно образование, бидејќи тие се годините кога децата почнуваат да размислуваат со своја глава и да осознаваат многу нешта. И сметам дека токму во тие години почнуваат тие предрасуди према останатите деца кои што се пример од различна религија или различна вера. И сметам дека доколку би се вовело вонредно или факултативен предмет што нема да представува одбивност кај учениците, бидејќи сите знаеме дека доколку би се вовел како редовен предмет и би имале оценки за тоа, никој навистина не би сакал да се приклучи или да биде толку многу заинтересиран. И повеќе сметам дека треба да биде како факултативен предмет со посета на цркви и џамии, како што децата навистина би виделе што се случува и како се на кој начин се одвиваат различните религии. И сметам дека треба во основно образование, затоа што тие се годините кога децата осознаваат повеќе за нив и за останатите и мислам дека би се намалиле предрасудите помеѓу нив. Јас согласувам со Климентина, исто така сметам дека треба да се воведе како не редовен, туку како вонреден предмет, бидејќи ако се воведе како редовен предмет, децата ќе имаат премногу материјал кој треба тие да го научат нели за оценка, бидејќи редовните предмети ги учиме ние за да добиеме оценка на крајот на годината. Ако биде факултативен предмет или вонреден предмет,
на децата ќе им биде многу поинтересно и ќе имаат поголема желба, ќе изразат поголема желба да посетуваат цркви или да учат за различните религии. Додека ако се воведе како редовен предмет, мислам дека тоа ќе бидат премногу голем број на часови кои децата ќе треба да ги слушаат и со тоа што ќе бидат огромен број на часови, тие ќе треба да се задлабочат во сите религии кои постојат. Добро, јас ја разбирам вашата страна и поентата, меѓутоа знаеме дека во 6-то како изборен предмет имаме религија или класична култура и во 7-мо деление е етика, доколку тоа на некој начин го споиме и направиме еден предмет кој што повеќе би се фокусирал на верите како нешто што сака да го прикаже, исто така преку тоа како што напомена Кристијан, би се зборувало за човечките вредности и за моралот, така што ова не би било само предмет на кој што би имало материјал и теорија да се учи за некоја одредена вера и не би било само запознавање со минатото, еве да речеме ние конкретно со Библијата, меѓутоа повеќе би било како да се однесуваме кон другите, така што повеќе би било интерактивен час, односно час на кој што треба да прикажеш како ти си во состојба да се однесуваш со некого, отколку час на кој што ти треба да одговараш за да добиеш некаква оценка. Повеќе е час кој што ги прокажува твоите вредности како човек, отколку нешто за да добиеш петка. Токму поради тоа ние сметаме дека треба да биде, мислам јас лично сметам дека треба да биде пофакултативен час каде што ќе исто како што напомена Дора дека ќе има повеќе интеракција помеѓу учениците, но сметам дека не треба да има оценки по тој предмет и дека треба да биде или како надвор од наставата, но да треба да го посетуваат сите ученици, затоа што на некој начин им се создава притисок доколку биде како задолжителен предмет да го имаат еднаш неделно, а вака доколку би се организирало како некоја работилница, мислам дека би бил поголем ефектот на веронауката во образованието. Се согласувам со тоа што кажувате дека не треба да има оценки, не треба да се врши притисок врз учениците да го изучуваат истиот предмет, меѓутоа треба да бидеме свесни дека доколку сакаме да работиме на тие етнички и морални вредности кај учениците на најмала возраст, кога тогаш им се создава карактерот и размислувањата, не можеме да го градиме тоа со еднаш месечно држење на часови. Мора да е континуирано, да се работи на размислувањата, на донесувањето на одлуки, на гледањето, перцепцијата за другите луѓе на почесто ниво, за да може да се оформи една позитивна критика кон сите. Не само да мислиме за нашата религија или можеби не веруваме во нешто, меѓутоа треба да размислуваме позитивно за сите. Мислам дека моментално повеќе се сведува на колку би бил интерактивен часот. Токму тоа што го кажа Кристијан ми се допаѓа, бидејќи сметам јас дека треба да биде некој ваков час да го имаме во континуитет, затоа што ако сакаме ние да вежбаме интеракција ученик помеѓу ученик, би требало да имаме некој ваков час континуирано, затоа што свесни сме дека многу почесто интеракцијата која што ја имаме е ученик-наставник, отколку ученик-ученик, така што на овој час се овозможува да кажеме некој разговор, да се отвори некоја тема каде што секој може да го каже своето мислење во однос на некои вакви повеќе морални или етички или етнички теми кои што понекогаш се плашиме да ги кажеме. Токму и тоа е поентата, да се предаде нешто вакво, за да се има можност да се отвори некаква тема на разговор што е поврзана за теми кои што дури понекогаш ги сметаме за табу. Поимот веронаука, нели, самиот ни укажува дека треба да се учи за верите, односно за религиите кои постојат. Вашето мислење и вашиот предлог е сосема окей, но јас сметам дека треба веронауката да биде факултативна, тоест нели вонреден предмет, поради тоа што ако се земе како редовен предмет, окей да има интеракција и се тоа сваќам, супер е, но сепак терминот веронаука подразбира нели учење и осознавање на религиите. И баш поради тоа, ако се воведе веронауката како редовен предмет, редовните предмети се знаеме дека се по 2 часа или 1 минимум неделно, би било премногу наметнато на децата, додека ако им биде како факултативно или вонреден предмет,
тие би имале избор, не само што би имале избор, туку тие би можеби би им се зголемила желбата што ќе се случи на следниот час, што ќе се случи на следното предавање, што би дознала, дали би дознала нешто ново. Сметам дека учениците понекогаш не се ни доволно заинтересирани за такви, да кажам, вонредни, факултативни или изборни предмети, така што не сметам дека еднаш во неделата да го имаш часот е некаква налагање, доколку земеме во предвид дека не би бил часот теоретски тежок, посетите во верски објекти секако може да постојат, наместо да се има некој конкретен час. Дополнително само би кажала дека сметам дека кога веќе зборуваме за односите, интеракцијата, тоа е директно поврзано со религиите, така што доколку се направи еден микс од сите тие работи во текот на годината, сметам дека би имале еден успешен, како да кажам, еден успешен проект од тоа што зборуваме и не мора би било да речеме 1 или 2 години, како што веќе ги имаме изборните предмети, меѓутоа едноставно само повеќе да ги запознаем младите за да можат на своја глава да си донесат одлука за што во што сакаат да веруваат во животот. Сметам дека не само што ова воведување на веронаука како предмет во образованието ќе им помогне на учениците, младите уште во основно да изградат некаков карактер на стабилна личност и дека ќе ги запознае со религијата, ќе додаде и еден многу важен аспект со кој веќе некое време се бориме, односно проблем во општеството, а тоа е насилството кое се појавува помеѓу различни верски и етнички групи. Сметам дека ова учење, односно овој предмет, ќе ги научи младите дека не треба да постои омраза помеѓу различните религиски групи и ќе ги поттигне да се намали цела таа нетолеранција во општеството во кое живееме, со што ќе го подобри заедничкиот живот помеѓу нас и ќе ни издигне нагоре како некое општество. Да, во ред, тоа за моралните вредности и како дека треба повеќе да се почитуваме. Навистина се согласувам со тоа и најголемата причина зашто сум за воведување е токму оваа, но сметам дека доколку би бил вонреден часот и би имало повеќе или интеракција или некакви игри, проекти каде што заедно ќе учествуваат деца од различни религии, дека многу повеќе би имало поголем ефект отколку да седиме на секој час и да бидеме присилени. Тоа би било на некој начин часовите што зборам јас, договор помеѓу учениците, кога ќе се одвиваат, како ќе се одвиваат, на некои нови алтернативни начини со цел да повеќе запознавање и разговор помеѓу децата од различна вероисповед. И едноставно кога има повеќе проекти или како што напоменав, интеракција и дружба помеѓу децата, така многу полесно сметам дека се прифаќаме и едноставно си ги прифаќаме разликите. Јас останувам на својот став дека веронауката треба да се воведе како редовен предмет, од причина што сметам дека учениците не се доволно заинтересирани за вонредни, односно факултативни предмети, а сметам дека во склоп на редовен предмет и во склоп на тие часови може да се организираат сите активности кои што претходно ги напоменавме и може да се направи еден успешен проект со кој што младите ќе научат нешто и ќе бидат во состојба сами да донесат одлука за себе и за општеството. Јас останувам на мојот став дека треба да се воведе како вонреден предмет веронауката, бидејќи сметам дека преку различни проекти и со желба на учениците кога би сакале да го учат тој предмет, би се постигнал поголем ефект отколку на некој начин терање со сила на учениците да го учат истиот предмет и едноставно поради тие причини сметам дека треба да биде како факултативен предмет. Јас согласувам дека веронауката треба да биде вонреден предмет, бидејќи како што кажа Климентина, ако предметот е вонреден, би имало поголема заинтересираност и не би било толку пресилено детето да ги посетува тие часови, туку би се одржало еднаш до 2 пати, максимум 3 пати месечно. Јас цврсто останувам на мојот став дека уште во основно како редовен предмет треба да се воведе веронауката, затоа што за да се намали цела таа нетолеранција која се појавува во нашето општество помеѓу различните етнички групи,
треба да се воведат повеќе часови, повеќе да се работи на градење на стабилни личности кои немаат критики и предрасуди спрема другите групи. И целиот тој процес, за да биде успешен, треба да биде подолг и почесто да се работи. Доколку би имало факултативни, односно помал број на часови во месецот, нема да може да се достигне тоа ниво кое би сакале да го имаме како едно здраво општество. Конечни одлуки на државно ниво нема. Македонската црква организира летни школи, дилемата останува.